Заеднички констатиравме дека односите меѓу нашите две држави се одлични и се карактеризираат со отворен и со континуиран диалог и соработка, а се засновани на принципите од Декларацијата за стратешко партнерство и соработка од 2008 година. Разговаравме за нашата стратешка определба, зашто е можно поскоро за членување на Република Македонија во НАТО, како и за потребата од итно започнување на преговорите за членство во Европската унија. Во светло на наредниот самит на Алијансата во Варшава идната година, исполнетоста на критериумите за членство и учеството на припадниците на армијата на Република Македонија во рамките на повеќе мировни мисии ни даваат потполно право да инсистираме на итно надминување на сите пречки за нашето зачленување. Грчко-македонските разговори за надминување на разликите околу името треба да продолжат. Потребен е конструктивен пристап кон ефикасно решавање на наметнатите разлики со добра волја и желба за успех, во склад со демократските принципи и со меѓународното право. Неодамна договорените билатерални мерки за јакнење на довербата се добар чекор. Со господја Нуланд разговаравме и за актуелната внатрешно-политички состојби и предизвици во Република Македонија. Евроатлантските вредности ни се водилка и во разрешувањето на тековните политички премрежија, чие решение е единствено можно како правен, институционален и политички процес, во согласност со уставниот поредок и во споставените начела на демократија и владење на правото. Во контекст на развојот на билатералните односи, констатиравме дека економската соработка заостанува за одличните политички односи. Трговската размена ги обврзува двете страни да работат на нејзино проширување и реструктурирање. Затоа пак роучоата организирани во неколку наврати во минатите години несомнено дадоа дополнителен импулс во привлекување на нови американски компании во Република Македонија. Дел од нив веќе отворија своји капацитети, своји фабрики, а дел градат нови или дури дополнителни капацитети во кои отвораат голем број на нови работни места.